Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште една нова телма амбуланта. Прекумерната телесна тежина е сериозен ризик фактор за бројни животозагрозувачки болести. Дебелината е директно поврзана со оштетувањето на срцето и забрзувањето на веќе постоечките болести. За корелацијата помеѓу телесната тежина и здравјето на срцето денеска зборуваме со доктор Антонио Антовски, кардиолог. Веднаш по рекламниот блок се гледаме со гостинот во студиото на Телма. За дебелината вела дека е тивок непријател на здравјето на срцето. Зошто е тоа така, ќе го прашаме доктор Антонио Антовски, кардиолог во Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Дебелината е реален проблем, затоа што е во епидемиски рамки. Така. Ако сакате да направиме споредба развиените земјите во развој како што е нашата, во Соединетите Американски држави велат 40% од популацијата има прекумерна тежина. Во Англија ве да земам како референтна, велат е еден од четворица во адултната популација има прекумерна тежина. Тоа што загрижува е дека и во детската возраст, 10 годишни дечиња, застапеноста е 1 од 5. Значи, спориме за буквална епидемија на прекумерна тежина, која што е проблем за здравјето, за срцето, за крвните садови и за многу други здравствени проблеми. Така, бројни се здравствените ризици поврзани со дебелината, затоа треба да можеме да процениме дали нашата тежина е здрава или не. Па како да го направиме тоа? По дефиниција, велиме, прекумерна тежина подразбира вишок на масти во телото. Значи, збориме за наталожување, односно таложење на масти во организмот, во телото. Најчесто користена алатка, мерка е така наречениот body mass index, кој што ја става во корелација тежината со телесната висина изразена во површина, во метри квадратни. А за нашите гледачи да може да се пронедат брзо, велиме дека до 25 е некоја нормална тежина, body mass index, од 25 до 30 збориме дека имаме прекумерна тежина, на 30 зборуваме за гојазност. И тука имаме сега две скалила кои што вели екстремна гојазност или да речеме помала гојазност, меѓутоа тоа што е важно дека се што е надвор од нормалната тежина треба да не загрижува. Значи, и не само прекумерната, туку и помалку од нормалната тежина и тоа значи зошто да и биде тоа е исто проблем. така проблематично? Проблем е затоа што функциите во организмот за да се обавуваат се потребни хранливи материи. Еве зашто имаме прекумерна тежина. Сега темата на дискусија е таа. Неколку причини. Често пати слушаме нели генетика, наследност, јас во мојата фамилија. Факт е дека генетиката во многу мал дел учествува во проблемот со прекумерната тежина. Средината, влијанието, тоа е доминантно. Значи, збориме за прекумерно внесување на калории. Еве, например, кај мажите во просек 2500 калории дневно се дневните потреби. Под услов да сме физички активни. Еден хамбургер, сендвич, брза храна има скоро 2000 калории. Значи, збориме за еден оброк. Кога тоа ќе се искомбинира со некој од пијалоците, така наречени зашекерени, газирани, како што е Кока-кола или не знам што, во чаша Кока-кола има 10 лажици шекер. Колку калории се тоа? Значи, ние со еден оброк сме ги покриле дневните потреби и велиме под услов ако физички сме активни и тие калории ги трошиме, а не ги трошиме. Значи, првиот и основен проблем е нездравата исхрана, значи консумирање на преработена храна, богата со масти, богата со шекери, прекумерно внесување на алкохол. Алкохолот има многу калории.
газираните пијалоци исто така. И сега да ставиме на страна таа нездрава храна, ние стално нели кога читаме тие ревјуа на ресторани, стално ќе прочитате многу е вкусна храната. Никој не зборува дали е здрава храната. Проблемот е што ние треба да внесуваме здрава, непреработена храна. Значи зеленчук, овош е свежо, не е термички преработена. И вториот момент е се прејадуваме. Значи сакате кажете поголем проблем е нездравата храна или прејадувањето. Јадеме повеќе од што се нашите потреби, а не трошиме, не се движиме. И сега тука, ајде за волја на вистината да спомнеме, има и некои медицински состојби, како што е, например, намалената функција на тироидната жлезда, која што може да доведе до прекомерна тежина. Користење на некои лекови, како што се стероидите, например. Меѓутоа, пак ќе кажам, доминантно проблемот е нездравата исхрана, брзата храна и прејадувањето. Прејадувањето во комбинација со седечки начин на живот. Така е, недоволно трошење. И се рековме, body mass индексот. Тој ќе ни даде ориентација каде припаѓаме. Меѓутоа... И со него всушност правите проценка, дали дебелината е ризична или не? Така е, проценка правиме, убаво рековте, меѓутоа тоа не е доволно. Значи тоа е една скрининг алатка за брза ориентација. Така има еден индекс кој што дава подобри резултати да се индивидуално во проценката. Сега ќе ви објаснам зашто. Body mass индексот не зема во предвид многу работи. Например, не го зема во предвид полот, маж или жена. Ги става во иста категорија. Меѓутоа, факт е дека мажите имаат поголема мускулна маса, жените имаат повеќе масно ткиво. Значи, една причина да тој body mass индекс не е прецизен. Возраста исто е категорија која што не ја зема во предвид. Возрастната популација над 75 години. Кај нив нормално во процесот на старење се намалува мускулната маса. Ако инсистираме на истите вредности за мастите, на истата телесна тежина, тоа може да биде и контрапродуктивно. Затоа велиме кај возрастната популација нискиот body mass индекс, така наречениот нормален, може да биде ризик за други здравствени проблеми. Реков не го зема во предвид, не ја зема телесната конституција. Градбата на телото. Значи збориме за атлетски градени луѓе кои што имаат мускулна маса, кои што се слаби на вид, а имаат голем body mass индекс, затоа што мускулната маса има поголема, пазете, кило масти и кило мускул е исто, меѓутоа мускулот зафаќа помалку простор, мастите зафаќаат поголем простор. Не ја зема во предвид конституцијата, формата на телото. Во форма на јаболко, во форма на круша. Воопшто познато форма на јаболко, форма на круша. Ајде да го објаснам тоа. Многу важно. Зашто? Тие што имаат наталожени масти околу половината, во предел на стомакот, велиме дека имаат форма на телото како јаболко. Имаат поголем ризик да имаат проблеми со срцето, со крвните садови. Зашто е тоа така? Затоа што кај нив мастите се таложат во органите и меѓу органите. Таква е дистрибуцијата. И на тој начин влијаат врз функцијата на органите. Например, кога се таложи во црниот дроб, во јетрата, во панкреасот, неминовно со тек на време прави пречки во нормалното функционирање на органот. Тие што имаат форма на крушка, што значи тоа? Мастите се таложат под кожата. Како околу појасот, така и околу колковите, значи околу глутеусите, мускулите, тие се под кожата, може да се штипнеме и да видиме дека имаме масти. Меѓутоа, за разлика од висцералните масти, не влијаат, не ја пореметуваат функцијата на органите. Сега, да нема заблуда. Секоја прекомерна количина на масти е штетна. Зашто е тоа така? Затоа што срцето е пумпа. Испумпува крв, која што се движи преку крвните садови, патиштата, нели, преку кои стигнува храната, кислородот и се друго. Не е сеедно дали срцето работи за
80 кг маса, дали работи за 100 кг маса. И друго, масното ткиво бара голема прокрвеност. За разлика од мускулот кој што е покомпактен, помалце простор зафаќа, масното ткиво зафаќа повеќе простор, повеќе километри, пазете, збориме за километри крвни садови, кај што треба крвта да се движи, а која движи крвта? Срцето. Значи не е се едно срцето дали работи за 80 кила мускул или 80 кила маст. Друго, срцето, освен што повеќе ќе работи, посилно ќе испумпува, ќе мора и побрзо да работи. Па затоа имаме забрзана работа на срцето. Сето тоа во комбинација сега со проблемите кои што мастите ги прават на крвните садови, артериосклерозата. Значи, знаеме, стално зборуваме, артериосклерозата е мерка за староста на крвните садови. Значи, не годините. Годините имаме возрастни луѓе со добри крвни садови и обратно млади луѓе со стари крвни садови. Заради процесот на артериосклероза, висцералните масти, кои се таложат во органите, предизвикуваат воспаление, инфламација, пожар во организмот. Таа инфламација ја стимулира артериосклерозата. Мастите да се таложат во крвните садови, па тие да се стеснуваат, да се влошува крвотокот, на крај да се запушат, па да имаме инфаркт на срцевиот мускул, инфаркт на мозокот. Така. Значи, еден комплексен проблем. Низа компликации. Докторе, кога зборуваме, ќе се задржам уште малку за Ако проценка дозволите на... само за мерките, рековме body Така. mass index, имаме и други критериуми, нели? Мериме ширината на појасот. И тука имаме некои препораки за мажи, не знам, 107, 110, за жени помалце или обратно. Значи, не е битно да не се држиме до бројките. Имаме однос ширина на појасот со телесната висина. Так, вела дека тој индекс може би е поважен во проценката на ризикот од кардиоваскуларни заболувања кога станува збор за дебелината, дури од body mass индексот, однос од индексот на телесна тежина. Тоа е всушност сооднос на струкот и на колковите. Така? Не, тоа е веќе колкови однос со стомак. Јас спомнав нешто друго. Стомак со висина. Значи имаме повеќе, значи има повеќе затоа индекси. реков. Нас ни се овие индекси ориентација. Значи ниеден од овие индекси не е се опфата. Значи може да имаме ние зголемен body mass индекс, а пациентот да има добра гликемија, добар шеќер, добри масти во крвта, да нема крвен притисок. Значи пазете. Значи, од друга може страна, да биде... може да значи треба да се земат сите тие фактори. Значи може биде дебелно фит? Така е, се слагам. Може да е физички активен, да се движи, да нема други ризик фактори, како што е пушење, како што е алкохол. Свесни сме, имаме и покрупни луѓе кои што се многу подвижни, кои што се кондиционно спремни. И затоа ризикот кај нив, велиме, има еден ризик фактор, тоа се мастите. Но веројатно имаат помалку висцеларни масти. Имаат тип на дебелина кој што е условно речено помалку ризичен. Не, сакам друго поентата ми е друга. Сакам да кажам дека повеќе ризик фактори еден со друг се надополнуваат. Се мултиплицираат, не е проста математика 2 и 2. Сакам да тоа го потенцирам. Ниеден ризик фактор не треба да се потценува. И затоа треба, кога се разгледува пациентот, докторот, значи кога го проценува ризикот кај пациентот, треба да ги земе во предвид сите овие фактори. Така. Не само телесната тежина. Да ги разгледаме најчестите ризици што ги носи дебелината врз здравјето на срцето и кардиоваскуларниот систем, и ние што издвоивме во денешната Тилма амбуланта, тоа се зголемените масти во крвта и појавата на атеросклероза, диабетес тип 2, кој што води до оштетување на срцето, хипертрофија на срцевиот мускул, срцеви аритмии, зголемен крвен притисок, ноќна апнеја, секако доктор има уште низа други работи кои што може да ги влоши дебелината, но еве ќе започнеме со зголемените масти во крвта и појава на атеросклерозата, вие веќе го објасните тој процес. Сите овие што ги кажавте се висцеларните масти, значи создаваат некакво воспаление, а мастите во крвта потоа се таложат. Значи мастите во крвта се гојазноста, еве обезноста. Збориме прекомерна тежина. Сама по себе ризик фактор, преку студии, анализи покажаа дека гојазните особи
имаат поголем процент на концентрација на масти со ниска густина, така наречениот ЛДЛ холестерол и триглицериди. Тие кои што фактички се поштетни, кои што се поважни во процесот на артериосклерозата. Че само по себе е еден проблем. Инфламацијата што ја спомнавме создава подлога, милје, за да мастите се таложат во крвните садови. Оти друго е кога ендотелот, кога внатрешната обвивка на артериите е здрава, таа е поотпорна. Тоа воспаление ја прави пропусна, создава услови мастите да навлегуваат во ендотелот и да се таложат во крвните садови, да се создаваат тие плакови што велиме. Спомнавте диабетот. Мастите доведуваат до инсулинска резистенција. Што тоа значи? Нашиот панкреас е орган кој што создава инсулин колку што има потреба организмот. Зависно од храната што ја јадеме, од оброкот, панкреасот излачува соодветна количина на инсулин. Кога имаме зголемена телесна тежина, односно вишок на масти, панкреасот е принуден да лачи повеќе инсулин. Инсулинската резистенција значи дека инсулинот полошо делува на ниво на клетката сега. Па сега затоа даваме лекови кои што ќе подобруваат ефикасноста на инсулинот на клетката. И на крај доведува до развој на диабет. А диабетот и поврзаноста со срцевите заболувања, артериосклерозата докажана, етаблирана без никаков сомнеш. Какви оштетувања најчесто прави диабетесот врз срцето? Диабетесот директно ги оштетува крвните садови. И за разлика од пациентите кои што немаат диабет, каде што може да страдаат само големите крвни садови, тука оштетување имаме и на микроциркулацијата, на малите крвни садови, на капиларите. Значи, еден процес на генерализирана артериосклероза, кај што, за жал, кога таа ќе напредне, можностите за да помогнеме се многу помали. Кога се засегнати поголемите артерии, тогаш можеме со поставување на стен да подобриме циркулацијата. Кога страдаат малите крвни садови, капиларите, тука веќе немаме можност механички да помогнеме, само со лекови, со медикаменти да делуваме на тој процес да подобруваме циркулацијата. Така, докторе, хипертрофија на срцевиот мускул, значи доаѓа до промени на структурата на срцето, на срцевиот мускул? Хипертрофија значи задебелување на мускулот. Секој мускул кој што работи под зголемен режим. За да одговори на барањата, ја зголемува мускулната маса. Тоа го знаеме, бодибилдерите, градењето на телото, на мускулите го прават со програм, со тежина, со повторувани вежби, на кој начин го принудуваат телото, мускулот да се зголеми, на тој начин да ја зголеми и својата сила, мускулната маса. Истото е и со срцевиот мускул. Кога од срцето се бара да снабдува поголема телесна маса, тоа мора да испумпува повеќе крв. Да се мачи. Па видете, во срцето е пумпа што работи 24 сати. Велиме 24/7, нема пауза, нема застанување. Таа е така дизајнирана, природата е толку мудра, што нашла начини срцето секогаш да се прилагодува на потребите на организмот. Ние кога сме физички активни, кога работиме, се движиме, трчаме, нормално е срцето да одговори на тие потреби. Ќе забрза работата, силата во еден удар ќе испумпа повеќе крв и тоа го прави према потребите на организмот. Кога имаме зголемена телесна маса, прекумерна, ние го тераме срцето нон-стоп да работи во зголемен режим. Забрзано ќе работи? И забрзано ќе мора да испумпува повеќе, затоа што реков повеќе километри на крвни садови, кај што треба да ја движи крвта. Ако се јават промени на крвните садови, во смисол крутост, појава на зголемен крвен притисок, дополнително ќе го оптерети срцето. Срцето ќе испумпува во систем кој што има зголемен притисок. И сето тоа доведува до задебелување на мускулот. Во некоја мерка состојба која што е компензаторна,
одговор на потребите и во еден момент тоа станува проблем. Зашто? Затоа што срцевата циркулација, самиот мускул се снабдува со крв, како и сите други делови во организмот. Е така дизајнирана што може да одговори и има одреден капацитет. Не може да ги зголеми капиларите, не може да ги зголеми патиштата преку кои ќе дистрибуира крв. И тоа е контрапродуктивно. И на крај резултира со несоодветна исхрана на срцевиот мускул. Па се ова друг проблем и тоа е еден чекор до појава на срцева слабост потоа. Проширување на срцето, намалување на пумпната моќ. Значи хипертрофијата на срцевиот мускул не е добра. За разлика од секој друг мускул во телото, кој што без проблем може да го оптеретиме, да го зголемиме и тоа после и да се врати. Ние знаеме луѓе кои што тренираат имаат голема мускулна маса, кои ќе престанат да вежбаат, мускулната маса се губи, се заменува со масно ткиво. Затоа е потребно постојано е физичка активност и да се прилагодува внесот на калории према потребите на организмот, односно према физичката активност. Оти за жал останува навиката. Ние јадеме како кога сме вежбале, кога сме биле физички активни, а сега тие калории не ги трошиме. Така. Очекувате ке сите лица со прекумерна телесна тежина да се јави хипертензија со текот на времето? Па статистиката вели дека дури во 50 до 60% кај обезните пациенти се јавува хипертензијата. Значи самата прекумерна тежина може да доведе до појава на хипертензија, до зголемен крвен притисок. Зашто? Заради истите овие механизми што ги зборевме. Воспалението на крвните садови, таложењето на мастите, зголемената работа на срцето, за да одговори на потребите, доведува до промена на крвните садови, крутост нивна и пораст на крвниот притисок. Значи самата гојазност е ризик фактор за да се појави артериската хипертензија. А која е корелацијата помеѓу срцевите аритми и покачената прекумерната телесна тежина? Вака, статистички, не зборам од искуство, статистиката вели дека 1% од пациентите се со атриалната фибрилација. Тоа е најчестата срцева аритмија. Атриална фибрилација подразбира наместо да имаме еден водич на срцето, кој што испраќа импулси, команди за срцето да работи, имаме многу водичи. Еден хаос. Кај ова најчеста срцева аритмија, во 1% од случаевите тригер, причина за да се појави овој тип на аритмија е гојазност. Значи, видете, како што рековме, освен што делува на крвните садови, делува директно на срцето, предизвикува структурни промени, хипертрофија на мускулот, проблеми со крвотокот во срцевиот мускул, проблеми со ритамот, односно појава на аритмија, проблеми со фреквенцијата, тахикардија, забрзана срцева работа. Се тоа механизми кои што резултираат со текот на времето дојде до нарушување на срцевата работа, срцевата функција и терминално на крај до срцева слабост. Слабоста на пумпата значи не може да одговори на барањата на организмот. Така. Значи не може, кога имаме зголемени потреби, не може да зголеми работата за да ги задоволи потребите на телото. Во напредната фаза тоа не може да го прави ни во мирување. Доктор, ќе ги поканиме и гледачите да се вклучат од нивни прашања во денешната Телма амбуланта. Од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Добре дојдени се, значи, сите ваши прашања во оваа емисија. Ние продолжуваме понатаму, видовме на нашата листа дека беше забележано и ризик од ноќна апнеја кај лицата со прекумерна телесна тежина, односно со дебелина. На каков пак сега тука начин постои оваа корелација? Ноќната апнеја подразбира нарушување на дишењето во текот на сонот, на спиењето. Имаме паузи во респирацијата. Подолги неголи што е тоа нормално. Нормално и центрите
во мозокот реагираат на промените на концентрацијата на кислородот и јаглеродниот диоксид во циркулацијата. Они тоа го регистрираат и испраќаат импулси. За да ние повторно вдишаме, за да тоа ниво концентрација на гасовите во крвта, киселоста на крвтата, се збориме и за pH, средината, да не се пореметува. Обезноста прави проблем во дишењето, функцијата на диафрагмата и доведува до појава на нарушен ритам во дишењето, паузи во дишењето. Проблем кој што е многу штетен. Те го оштети срцето? Во некој период на траење, да, значи нема одма. Прво што ќе се почувствува кај овие пациенти е заради нарушениот сон, квалитетот на сонот. Тие се поспани во текот на денот. Не функционираат нормално, затоа што немале период нормален на одмор во текот на ноќта. Значи поспаност им влијае на работоспособноста, концентрацијата. Па имаме случаеви на сообраќајки заради заспал на волан возачот. Во понатамошната фаза, како што вие рековте, овие апнеи, пореметување во нормалните нивоа на гасовите и киселоста на крвта, доведуваат до оштетување на срцето. Прво развој на хипертензија, повторно зголемен крвен притисок, а потоа и други проблеми со срцето. Значи, тоа е проблем што не се случува акутно, меѓутоа, ако трае подолго време, шансите да се јават овие проблеми на срцето се големи. Со губењето на телесната тежина, со нормализирањето, може да се повлечат овие симптоми на ноќна апнеја? Апсолутно. Значи, проблемот е масата, вишокот, која што притиска. Која што го оптеретува телото. Така. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Да поставам едно прашање. До прекрасниот доктор, дури и неук човек може да го разбере што сака да каже доктор. Така, многу убаво јасно. Да, јасно, прецизно, вакви доктори само да има во Македонија повеќе. Да поставам прашањето. Јас сум на возраст од 69 години. Скоро правев ехо на абдомен. Болки имам во долниот дел на стомакот и левота и десно доле, кај што се јаниците. И на ехо ми е најдено плака на главната аорта, на абдоминалната аорта. Сега, докторе, моето прашање. Не сум диабетица, 69 години, никогаш не сум пушела. Дебелината ми е во нормала. Што е причината и што е последицата од ваквата аорта? Од наслагата што е забележена. Од плаката што се има накладено. Мастите немам вишок на масти од секогаш. За храна обично пазам, се проверувам, пошто сум медицинско лице. Па го молам вашиот одговор, затоа што сум многу загрижена, читајќи на интернет многу лоши работи, може и до смрт. Ве молам и унапред фала на прашање. Ви благодарам што се вклучивте во денешната Телма амбуланта со вашето прашање. Докторе, што може да советувате во овој случај? Како може кај некој што живее здраво да има плака на аортата? Плаката е наталожување на мастите во зидот на крвниот сад. Реков, под ендотелот, површната, внатрешната обвивка на артеријата, се таложат мастите. Процес кој потоа предизвикува воспаление, па има и фиброзно ткиво. Видете, господјо, нека не ве загрижува што имате плака. Прашањето е колку таа плака е голема и колку влијае врз крвотокот. Плака може да имате со оглед на годините. Рековте дека имате 69 години, ако добро запамтив. Нема гаранција дека никогаш во животот нема да имаме плаки. Процесот на артериосклероза е присутен. Колку повеќе години се изложени крвните садови на влијание, поголема и можноста да се развиваат плакови.
изолирана плака на крвен сад сама по себе не мора да биде никаков проблем. Аха. Не значи дека влие врз крвотокот, врз циркулацијата. Верувам дека докторите, ако мислеле дека таа плака е нешто значајна и дека е тоа нешто сериозно, ќе ви укажале и ќе побарале и некое доиспитување. Би ве упатиле и на кардиолог или би се побарале дополнителни испитувања. Господјата вели дека нема здравствен проблем. Освен болка некаква во стомакот. Освен болка, болката не можам да ја поврзам со плаката. Не спомна да има притисок, значи рече дека мастите се добри, не е диабетичар. Така да можам да кажам господја на 69 години, ако немате здравствени проблеми, ако ве изолиран наод, не е воопшто нешто што треба да ве загрижува. Уште еден гледач имаме, кој што очекува да го постави неговото прашање во денешната емисија. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме. Добро, ние продолжуваме понатаму. Дали оние лица кои што веќе имаат некаква постоечка болест на срцето, а истовремено имаат прекумерна телесна тежина, може да очекуваат влошување на состојбата, односно забрзување на таа болест? Апсолутно. Апсолутно, затоа што секој од овие ризик фактори делува штетно на здравјето. Кога се заедно повеќе, нивниот лош ефект на здравјето само се надополнува, се мултиплицира. Користа ако некој од овие ризик фактори се отстрани или се стави под контрола е исто така огромна. Така да редукцијата сега на телесната тежина ќе обезбеди подобрување на здравствената состојба. Пред да тргнеме да се насочиме кон начините за редукција на телесната тежина, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во денешната емисија со прашања. Добар ден. Добар ден, ќе ве Повелете. молам за едно прашање. Секако, повелете. Тоа се вика диагноза по МКБ-10 159 шифра. Е објаснување. Ало? Дали ја имате диагнозата? Сега шифрата малку вака е комплексно да биде протолкувана во програма. Па пишува вака, диагноза по МКБ-10 159 шифра 10. Сигурно има HFF уште нешто покрај тоа напишано. И 10 да не е. Да, МКБ-10, али HFF препорачува операција, коронографија, да. А само тоа е напишано на наодот, ништо друго? Да, само е тоа, само е тоа. Добро, господине, А какви тегоби имате? прегледуваше? Радиодиагностика пишува. Добро, не, кажете ми какви тегоби имате, за што се работи конкретно, за да може да ни дадете некакви насоки. За слабнати ритмот на срцето. Зласлабат ритам на срцето. Да. Да ни имате под прашање. Па господине, вие сте биле на преглед кај доктор, ако ви дале упат за коронарографија. Сигурно ви објасниле каков е тој преглед и зашто треба да се направи тој преглед. Кој ви го даде упатот? Се исклучи изгледа, Исклучи господине. така. Значи, коронарографија е диагностичко снимање на крвните садови кои што го снабдуваат срцевиот мускул со крв. Едноставно се прави со боцкање на артерија на раката во 99% и преку неа внесуваме течност, контраст, на рентген ги гледаме крвните садови, дали постои негде запушување, дали има негде стеснување на артеријата. Господине, ако доктор препорачува коронарографија, се сомнева за проблем некој со крвотокот во срцевиот мускул. Велите имате проблем со ритамот, не сватив. Многу малку рече со информации ритамот. Што добивме значи така. тоа, дали неправилно работи срцето или споро работи срцето? Една можна причина за проблем со работата на срцето, односно на срцевиот водич, е и проблем со крвотокот во коронарните крвни садови. И предпоставам затоа е побарано такво снимање. Подетелно испитување, подетелно за да се испитување. постави точна диагноза. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, поздрав до најдобрата водителка и до Ви докторот. благодарам. Ви благодарам. Сакам едно прашање да поставам. Повелете. Вака, многу сакам, мислам,
не можам да воспоставам да добијам термин за докторот, за да го добијам, за да закажам. Така. Секогаш имаме по едно вакво прашање во емисијата. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Докторе, како може да се закаже преглед кај вас? Значи, принципот е мој термин, системот се закажуваат прегледите преку матичниот доктор. Има доволно термини? Видете, господјо, значи, јас имам термини за консултација, во средите сум во амбуланта, во другите денови имам термини за ехо на крвни садови, ехо на срце, работам во сала, коронарографии, стентирања, песмейкери. Значи, се тоа термини различни, кај што за да дојде пациентот треба да има закажан термин од матичниот доктор. Значи, тоа е начинот за да се дојде до термин. Така. Во една емисија има прашање од гледачка зашто нема термини редовни во работно време, зашто има термини попладне во дополнителна дејност. Затоа што термините се пополнуваат. Право е на пациентот да избере кај кој доктор ќе побара консултација, преглед, ехо или стентирање, а термините ги пополнуваат матичните доктори. Затоа и Министерството за здравство дозволи дополнителна дејност во попладневните часови за пациенти кои што плаќаат дополнително за да бидат побрзо прегледани. Така. Докторе, како стручната фела е сигурна дека дека дебелината ги предизвикува сите овие промени на срцето? Постојат ли некакви анализи преку крвта со кои што се докажува дека да, токму дебелината е причина за промените на срцето? Механизмите се јасни. Јас ги набројував и пак ќе се повторам. Значи, воспалението и инфламацијата е нешто што се докажува преку маркерите на воспаление. Високосензитивниот ЦРП, масите во крвта. Дека мускулот страда, дека има последици, има маркери, така наречени срцеви ензими. Тие покажуваат ако има оштетување, страдање на мускулот. Кај инфарктот, например, на миокардот, кај што имаме одумирање на дел од клетките заради несоодветен дотор на крв, имаме зголемени вредности на тропонинот. Тоа е еден маркер. Тоа е фактички ензим кој што се ослободува од клетките кои што се оштетени. За да повлечам паралела да бидам разбран. Вредностите на тропонинот се зголемуваат не само кај инфарктот на миокардот. Секогаш кога има оштетување на мускулот, например кај срцевата слабост. Тука немаме директно запушување на артерија. Меѓутоа, самото оптеретување на срцето, слабоста, доведува до тивково одумирање на дел од мускулот, на клетки. Па имаме така наречен високосензитивен тропонин, кој што го диагностицираме кај пациентите со срцева слабост. Исти вакви вредности се констатирани и кај пациентите со прекумерна тежина. Тука има различни вредности, односно во кои рамки се движат кај инфарктот, кај срцевата слабост. Има научни студии дека кај пациентите со зголемена телесна тежина има пораст на високосензитивниот тропонин над тие што се нормални референтни вредности. Нека секого. Значи, тоа е еден индиректен знак кој што покажува дека сите овие механизми што претходно ги спомна, воспалението, артериосклерозата, го оштетуваат срцето. Забрзаната работа на срцето, задебелувањето на мускулот како последица од прекумерната тежина доведува и до оштетување на клетките, па затоа има и позитивни вредности за тропонинот. Сега како на безбеден начин да се намали телесната тежина, бидејќи вела дека и наглото намалување не е премногу здраво? Апсолутно не е премногу здраво, затоа што е процесот на слабење? Треба мастите кои што се наталожени, акумулирани во телото, да
да ги потрошиме на некој начин. Меѓутоа, за да ги потрошиме, тие треба да дојдат во крвотокот, во циркулацијата. Тие треба да бидат метаболизирани од организмот. Така да наглото слабење, значи нагло повлекување на мастите во циркулацијата, што е штетно сега за црниот дроб, штетно за крвните садови, и затоа не се препорачува нагло слабење. Друго, гладување. Имаме некои диети со исклучување на комплетно групи на храни, например, без јаглени хидрати, без масти или не знам, искрено. Прилично рестриктивни. Ништо од тоа не препорачувам на пациентите, посебно тие што веќе имаат здравствени проблеми. А што им препорачувате на оние што имаат прекумерна телесна Значи, тежина за да ја нормализираат препораките се тежина? дека треба постепено да се намалува телесната тежина. Што значи тоа постепено? Тоа значи ако може неделно ние да намалиме пола килограм, значи месечно тоа се 2 килограми. Тоа е доволно Значи, со темпо. тоа темпо. Доволно е тоа темпо. Ние со тоа темпо за една година ќе намалиме 20-30 килограми. Видете, за да се акумулираат тие масти, требало време. Не е тоа акумулирано преку ноќ. Така. Не може ниту преку ноќ да се ние се да изгубат. го тераме организмот преку ноќ да ги процесира сите тие наталожени масти, да ги потроши и да ги отстрани од телото. Видете, тоа е исто траума за организмот, како и самата зголемена телесна тежина. Значи, постепено намалување на телесната тежина со контролиран внес на калории. Што значи тоа? Ако дневните потреби беа 2500 за маж, еве да речеме, тоа значи дека сега ќе внесуваме 1800. Не гладување. Тие што ни фалат 700 калории, организмот ќе ги повлече од наталожените масти. Така. Меѓутоа, не е доволно само да намалиме сега внес на калории. Потребно е и да ги трошиме. Значи, потребно е движење, физичка активност. Тоа е основно. Значи, контролиран внес на калории, движење и активност и сега пак доаѓаме на тоа прашање што е здрава храна. Значи, ние треба здраво да се храниме. Ако продолжиме да внесуваме калории и концентрирани масти и шекери, без обзир што се во помала количина, тие се штетни за организмот. А што велите за начинот на слабење со лекови кои што се наменети за дијабетес, кои што се исклучително популарни периодов? Видете, тоа Го намалуваат апетитот и со нив се постигнуваат брзи резултати. Лековите се ефикасни, има многу докази за тоа, потврдени се и ги препорачуваме. Меѓутоа, тоа не е замена за сето ова што претходно го зборував. Туку само како Тоа помош, е дополнително надополна нешто. помош, ако ние не сме способни со промена на начинот на живот, исхрана, да ги постигнеме саканите резултати, тогаш ги даваме како дополна овие лекови. Видите, пак збориме за лекови, медикаменти. Принципот на делување е преку речете го супримирање на гладот. Значи чувство на ситост. Вели пациентот не се чувствувам гладен, не чувствува потреба да внесува храна. Така. Ме саѓате? Да, Значи, се губи апетитот. тоа е алатка која што помага за да стигнеме до саканата цел. Сега, кога имаме пациенти кои што се во критична состојба, кај што има оштетување на здравието, кај што сакаме побрзо да направиме редукција на телесната тежина, има логика веднаш да ги додадеме тие лекови, побрзо сакаме да стигнеме до саканата цел, затоа што гледаме дека прекумерната тежина веќе прави штета на здравието на пациентот. Така. Таму кај што тоа не е случај, начинот природен за намалување на телесната тежина Е најдобар. приоритетен. Прв чекор. Да. Да ги вклучиме гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Од Охрид Луаме. Така. Јас сум, значи сега се уверив. Сега се работи за проблем со нашник.
Ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Еве го намалувам, ама малку тешко ми се намалува. Така, следите го разговорот преку слушалката. Пред еден месец наш ми праеше оперативен захват имаше на срцето, уствари песмейкер му редеја. Така. Пред 8 години имаше 3 байпаса и 1 стент. Е диабетичар на инсулин. Тироидната исто проблем и простатата. Сега лековите се измешани и малку откако се направи оперативниот захват последен со песмейкерот, пошто се менаа лекарствата за срцето, и му се појавија отоци на нозете и плюс утрово му забележам на лицето од едната страна каде што спиеше често после оперативниот захват, така ми препорачаја во Охрид. Отокот го има на лицето. Сега гледам му е поспаднат, ама сепак има. Сега си дојде од диализа, ама многу болести, што ќе ми кажи доктор, прашање со лекарства, чита во упатствата дека од танис што го прима и еуротироксинот, има некои промени што треба да коригираме, доктор. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би можеле да дадете како насока? Кажа веќе дека пациентот има повеќе болести. За жал, он има напредната артериосклероза, затоа има стентови, затоа има байпаси на крвните садови на срцето. Кажа дека има проблеми и со тиреоидната жлезда, затоа пие лекови. Има проблеми со бубрезите, на крај кажа дека и пациентот е на диализа. Господи, отоците може да бидат од повеќе причини. Самата нефункционалност на тиреоидната жлезда, ако дозата на еутироксот не е соодветна, ако е недоволно внесување на хормон во телото, може да прави отоци. Рековте, на нозете има отоци, на лицето, може би не забележувате, може има отоци и на рацете. Значи, отокот може да биде прво заради недоволно доза на еутироксот. Сега диализата како процес, знаете дека прави прочистување на крвта од тие штетни отровни материи што се создаваат, но вади и дел од задржаната течност. Така да докторите што прават диализата, они проценуваат колку течност треба да се извади за да не останува вишок во организмот. Трета причина може да биде и слабоста на срцето, пумпата. Ако не е доволно силна за да ја движи крвта во телото, може дел од течностите да се задржуваат на кревите на телото, како што се нозете. Се извинувам. Така да, вака не можам да дадам одговор. Потребен е преглед, ова е комплексна ситуација, така. Објаснувања за отоците. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден и за него. Се исклучил гледачот, добро. Колкав дел од пациентите, докторе, што доаѓаат кај вас со проблеми на срцето, имаат проблем и со телесната тежина, односно имаат покачена телесна тежина? Па сега, да речеме, ние не сме имуни на овие проблеми. Ако реков дека во Соединетите Американски држави 40% од популацијата е со прекомерна тежина, тоа е заради нездравата исхрана. За жал, нешто што е модерно веќе и кај нас подолго време. Брзата храна, газираните пијалоци и сето тоа, така да имаме и ние голем процент, се не можам да кажам колку е, немаме статистики, меѓутоа факт е дека кардиоваскуларните болни често се придружувани со прекомерна тежина. Го сваќаат сериозно проблемот и оваа врска помеѓу телесната тежина и здравјето на срцето или се скептични? Мислам дека за жал за овој проблем малце се обрнува внимание. Тоа е мојот впечаток, затоа што во контактите со пациентите гледам дека се фокусирани на
притисокот, фокусирани се можеби на шекерот, често ги забораваат мастите, а за телесната тежина некако како да не се перцепира како проблем. А телесната тежина сама по себе е ризик фактор како и сите овие други набројани, за да се јавуваат проблеми со срцето, проблеми со крвните садови. Така да факт е дека и ние докторите тука делумно сме криви. Пациентот треба секогаш индивидуално да се гледа. Нели, на почеток реков, body mass индексот не е само една помошна алатка за скрининг, меѓутоа треба да се земат сите овие фактори во предвид и да му се објасни на пациентот сето тоа во перспектива до што води. Води до оштетување на здравјето и води до влошен квалитет на живот. Се случува по прегледот да му кажете на пациентот на контролата да дојдете со минус 1 килограм или минус 2 килограма? Јас се смеам со пациентите, мислам они можеби тоа го сваќаат како смеа. Јас кажувам ќе ја запишам телесната тежина, па ајде следниот пат кој ќе се видиме, затоа што господјата како што кажа некогаш поминува и подолго време додека добија термин за повторно да се видиме, да провериме дали има промена во тежината. И обично има или нема? Луѓето да го тоа сватат сериозно. За жал не, исто е како со пушачите. Кажуваме дека пушењето е штетно, објаснуваме, нели на кутиите има предупредувања, но фактот е дека После прегледот знаат да излезат и да си запалат цигара. во болница сакаат да пушат. До таму оди, да речам, таа некритичност наша. За жал, значи, треба постојано да зборуваме, постојано да објаснуваме. Не е само контролата на притисокот, не е само контролата на мастите и на шекерот. Треба да издвоиме време и за овие работи. Да зборуваме со нашите пациенти и за гојазноста, и за алкохолот, и за пушење. Така, бидејќи контролата на покачениот крвен притисок, на дијабетесот, на инсулинската резистенција и на сите останати промени кои што ги набројавте, може да бидат контролирани и со контрола на телесната тежина. Односно, дури може понекогаш и сосема да се повлечат кога ќе се редуцира доволно телесната тежина. Видете, звучи многу логично. Ако од грбот симнеме една вреќа од 20 килограми, полесно ќе движиме, полесно ќе дишеме, полесно ќе функционираме. Тоа е прекомерната тежина. Така. Тие вишок на килограми бараат срцето да работи повеќе. Значи, не се само мускулите на нозете што треба да ја носат таа телесна тежина, што е прекумерна. Срцето треба да се справи со таа прекумерна тежина исто така. Токму затоа и денешната тема ја одбравме за да ја подигне свесноста кај луѓето за важноста од нормализирање на телесната тежина и да сватат дека постои директна корелација помеѓу здравјето на срцето и дебелината. Ќе ми биде мило ако помогнеме со свесноста нешто да се промени во навиките, па ајде да видиме. Ајде да видиме дали ќе има промени. Понатаму емисија и да разговараме. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска не следевте. Се надевам со внимание. Ви посакувам пријатен ден.